Балканската музичка звезда Цец имаше концерт во Пробиштип на кој настапи незината ќерка Анастасија. Српските пејачки Ражнатовиќ за прв пат пее заедно на концерт и тоа пред македонската публика во Пробиштип. Она мала е ко камен беше песната со која Анастасија го започна незиниот настап на сцената во Пробиштип, а потоа ги отпеа и останатите незини хитови, а пееше и песни од незината мајка. Популарната српска поп-фолк пејачка, која 35 години е на музичката сцена, Светлана Ражнатовиќ Цеца, концертот во Пробиштип го започна со незиниот хит "Воздух кој дишем". Вечерас ćemo da pevamo i da se veselimo. Idemo odmah! Што да го заврши концертот во Пробиштип, ваши впечатоци од публиката и со оглед на тоа дека ова е прв заеднички настап и за прв пат Анастасија во Македонија. Ова е прв наш заеднички настап и многу ми е драго. Да, тоа се случи токму тука во Македонија. Јас имам навистина прекрасна публика, а инаку ова е прв настап во Македонија на Анастасија. Таа сама ќе каже кои се впечатоците, јас веќе многу пати пеам во Македонија. Ова ми е прв пат да пеам во Македонија и од кажувањата на мојата мајка знам колку Македонија има прекрасна публика и дека има некоја посебна енергија тука кога музичките настапи се во прашање. Навистина тоа и сама го доживеа вечерва. Сега ќе ти кажам што ти е Македонија. Низ Босна не пеј, низ Србија не свири и не играј, низ Македонија не свири, не пеј, не играј. Во сето тоа се најдобри. Е тоа ти е Македонија и затоа се навистина супер публика. Како си ти задоволна лично од досегашната музичка кариера на Анастасија? Па, презадоволна сум заиста. Она девојка има свој пут, свој идентитет, своју публику, своју музику коju ona voli da prezentuje svoj publici i jako mi je drago što nikad se nije trudila da liči na nekog, pa čak i na neku svetsku zvezdu. Па презадоволна затоа што таа има свој пат, свој идентитет, своја музика која Анастасија сака да ја презентира пред својата публика. Многу ми е драго што навистина никогаш досега не се потрудила да личи на некој, туку има свој музички правец. Анастасија пее секаков жанр на музика и народно и забавно, тоест може да пее што сака. Таков е и гласот, може да се игра, може да експериментира, музиката е космос, не постои граница, само треба да те бива и може да експериментираш колку што сакаш, односно колку си креативен. Со оглед на тоа дека ова е прв ваш заеднички настап, зошто баш одлучивте Пробиштип и Македонија да е вашиот прв заеднички настап? Предноста на организаторите е тоа дека тие можат да оценат дека заедничкиот настап на мајка и ќерка може да биде нешто добро. И мене ми е навистина драго и им благодарам премногу. И мене е драго и хвала им пуно. Како ги поминува лето? Radno. Pa ja sam se nekako organizovala da imam, podelila sam leto na 2 dela. Работно. Јас некако се организирав и го поделив летото на 2 дела, значи да имам период во кој ќе се посветам на настапите, а и ќе снимам некоја песна и спот. Од друга страна пак да имам време за своите пријатели, роднини и мојот партнер. Навистина добро сум организирана, така да во секој случај ќе испадне добро за мене. Ова е прв заеднички настап, дали може да очекуваме и наскоро заеднички дует? Па јас бев за тоа, но Анастасија вели дека се уште го нема достигнато тоа ниво, па да не мисли некој дека таа ја злоупотребува мојата популарност. Мене, пошто сам ја мама,
Ali opet s druge strane i najveća naša zvezda. A ja И јас isto се занимавам bavim со istim истата poslom работа и едноставно не сакам да ми се препишува meni низиниот pripisuje успех, neki njen едноставно uspeh i јас da ja така želim сакам. na neki Сакам način, да onako направам laički некој rečeno, свој da se пат и šlepam своји uz to песни, nešto što своја me najviše кариера и ostvarila. тогаш да Ja снимам želim дует da со sagradim prvo Светлана svoj neki Ржнатовиć. put i da dostignem samak sa svojim pesmama i svojom nekom karijerom i nastupima neki nivo i onda da jednostavno mogu da kažem ja sam sad ostvarila to i to je svašta nešto iza mene, iskustvo i tako dalje i sad mogu da snimim duet sa Cecom Ražnatović u tom nekom profesionalnom smislu. Па јас може би ќе ја убедам. Убеди. Тешко. Јас сум решена, секако дека сакам и тоа за мене би било огромна чест, ама се уште не е време за тоа. Da se ne shvati pogrešno, ja bih naravno to volela, ali mislim da sad još uvijek nije vreme za to. Анастасија, подготвуваш неколку нови музички теми? Pa da, sad je u planu... Да, сега е во план и тоа за месец време би требало да излезе првиот машко-женски дует со MC Стојан. Голема ми е надежда дека тој дует ќе успее и мислам дека ќе се допадне на мојата публика. Тоа е нешто ново во мој стил, онака модерно весела песна. Novo je, ali je opet moj fazon i nešto što je baš onako vesela jedna pesma, I moderna, letnja, da. moderna i И снимила е још 3. Анастасија снимаше уште 3 соло Tako песни. je i samo treba da izaberem. Само треба да изберам кој познат дует ќе го пласирам во јавноста. Мислам дека што и да одберам нема да погрешам. Денеска сте во Пробиштип Македонија, следен ваш настап повторно во Македонија. А ти имаш Скопје. Ти го имаш Ја Скопје, имам Струмицу, има Охрид, ја имам Охрид. а јас Струмица и Охрид, ама заедно не. Не во Македонија. Македонија не. Makedoniji ne, da. Не, али Во Македонија не. Во Македонiju, ја, например, кажем... Секако дека ќе пееме во Македонија, ама не заедно. Јас во Струмица и Охрид, а Анастасија ќе пее во Скопје и Охрид. За тези долги години на музичката сцена, еве, иако е тешко, но сепак ќе ве запрашам дали би одвоиле некоја омилена песна од вашите кои што ги имате направено досега. Па да кажем нешто, јас сам 35 Да ви кажам години нешто. Јас сум 35 години професионално на естрадата, а списокот на моите омилени песни би бил подолг, ама пред се тоа се баладите. Омилена песна? Тоа ми е најтешкото прашање. Навистина има многу нејзини песни кои ми се допаѓаат. Емотивна вредност за мене имаат песните Нечу дуго, песна која ме подсетува на мене и брат ми, и Пиле која ми се допаѓа. До утре би зборувала за песните кои ми се допаѓаат од Цеца. Ima tu mnogo pesama, stvarno. Kada bi krenula da nabrajam, do sutra bismo ostali ovde. Еве, и за крај би ве запрашал, што би им препорачале на оние кои што сега полека, но сигурно запловуваат во музичките води? Гледате Звезде Гранда? Дали гледате Звезде Гранда? Ту се баш ради са младим кандидатима. Таму се работи со млади кандидати. Имате прилика да го видите и мојот однос спрема нив. Пораката би била едноставно да веруваат во својот сон и да веруваат во својот талент. Мора да се потрудите, да се жртвувате за да професионално се занимавате со музика. Мора да имате добар автор. Од многу фактори зависи успехот, ама најбитната е да имате добра песна. Песната е таа која ве издигнува и ве вади од анонимноста и станувате познат. Квалитетне ауторе, da se moliš. I da gradiš imidž. Da gradiš imidž, mnogo faktora tu utiče na uspeh. Ali najbitnije je imati dobru pesmu. Jer pesma je ta koja vas vuče i vadi iz anonimnosti i postajete poznati.
fare,